Здраво, дечки! Ова е Bike U5+. Кинески седан кој што сериозно ќе размрда конкуренцијата, сериозно ќе го размрда пазарот на седани во Македонија, па и пошироко, бидејќи има одлична цена, 18.900 евра, промотивна цена за највисокото ниво на опременост како што и тука, Honor Automatic, со она што го нуди како опрема и со нормално изгледот, особено за таа цена. Да бидам искрен, Bike настапија многу сериозно. Искрено многу ми е мило што за многу краток временски период, особено во Македонија, настапија многу сериозно, понудија солидни модели, доста интересни перформанси и одлични цени. И веќе на улица можам да приметам дека имаат стварно сериозни бројки на продадени возила, што ме радува сето тоа, бидејќи стварно станува збор за еден доста интересен бренд. Она што до сега ви го прикажав и сигурно го знаете, брендот преку поголемите модели, и сега ви прикажам еден седан U5+, кој што искрено доста интересен модел, но многу ми е криво што за жал, да не бидам многу груб, но за жал оваа класа на седани е полека во изумирање, бидејќи се е помал и помал интересот за вакви модели, бидејќи сите сакаме поголеми возила нормално, но се уште има доста сериозни ривали во оваа конкуренција, особено во Македонија имаме неколку сериозни модели кои што се приближно со истата цена, се со приближно иста или слична опрема, каде повеќе, каде помалку, и она што е доста интересно, квалитетот. Мора да признам дека ме фасцинира квалитетот на Bike U5+. За кратко тоа ќе ви го представам. Она што сакам само да ви кажам конкретно за дизајнот е тоа што во поглед на цената воопшто не изгледа за таа цена, изгледа за многу повеќе. Тоа го гледам како коментар што го добивам во овие неколку дена додека го возам, дека изгледа многу по премиум, многу по богато, многу по луксузно, и мора да признам дека стварно убаво изгледа, особено оваа боја ми е мене омилена, а за 18.900 стварно го добиваш ова како цел комплет. А тоа значи дека добиваш и комплетно LED светла напред и позади, добиваш 17-инчни бандажи. Мора да бидам искрен што бидејќи има 4660 мм должина, 1820 е широк и 1480 е висок, што се стварно димензии кои што не се за подценување воопшто, еден убав комфорен автомобил внатре, но 17-инчни бандажи можело да бидат за еден број поголеми. Сега зборам дизајнерски, мене лично како би ми изгледало уште подобро, не значи ова дека е лошо или дека не му стои добро, само кажувам нешто што јас сега го приметувам и тоа е некоја моја замерка, да ја кажам. Значи еден број поголеми на бандажи и малку да си сврлени понадвор, ќе изгледа фантастично добро. Фантастично добро. Оно што стварно ми се допаѓа, дали го гледаме напред или позади, браниците, светлата, толку му се убави, впечатливи, моќно изгледа, скапо изгледа, што е многу битно. Па ќе кажам, со бојавата дополнително се истакнува. Ми се допаѓаат, убави маски имаат, и тука веќе ќе приметите во самиот автомобил дека има 4 камери, бидејќи има богата опрема, но LED светла кои што се стварно убаво поставени, убави маски, убави детали низ целиот автомобил. Така да, генерално, со овие пропорции, со овие димензии, ова е сериозен седан за сега. Овие димензии му овозможуваат и убав практичен простор, тоа значи дека има 430 литри багажен капацитет. Сега тука имам и една критика, што за да се дојде до него, нема копче никаде тука околу самиот багажник, нема ниту одоздола на браникот, имате едно копче кој што е внатре, и другата опција е да се дојде преку клучот, што сега ако успеам да го земам од джеб, кој ќе се задржи, тој се отвара. Тоа е супер, но би сакал да има уште едно копче некаде тука за во вакви случаи, дури да го најдам клучот, да можам брзо да изреагирам. 430 литри багажен капацитет е стварно одлична бројка, ми се допаѓа што е убав и широк и можете убаво да го искористите, длабок. Сега критика кај сите седани што ради самата врата, бидејќи нели не е хешбек да се отвори со прозорот, се отвара само овој дел. Ради тоа, малку просторот е поплиток, но мора да го пофалам дека многу широк
просторот за товарење и стоварење. Има некоја висинска разлика со ивицата на браникот, но тоа е така направено за да се добие што е можно повеќе багажен простор и капацитет. И под оваа даска тука имаме резервно тркало со доста широк простор кој што можете дополнително да си го искористите. Нема куќи за качалки нормално, бидејќи немате ни висина, немате ни потреба за такво нешто. И сега пред да влезам натре, она што мора да ви го покажам е самиот звук на вратите, кој што стварно се приметува дека има убава квалитетна изработка. Тоа се приметува искрено и внатре кога ќе влезете. Нешто што ме изненади многу пријатно. Искрено одредени модели од бајк до сега што ги возев, ги критикува во одредени сегменти за одредени материјали. Тука мора да признам дека нема чудни мириси, нема чудни материјали, многу изненадувачки, многу квалитетно, многу убаво се чувствува тука внатре, особено со самиот дизајн, како е направено, како се поставени двата екрани, како е целава предна конзола издлабена некако. Многу ми се допаѓа, особено ми се допаѓа овој материјал тука кој што е поставен измеѓу екраните, долниот дел од конзолата и горниот дел, бидејќи горниот дел е како нека убава мека кожа, истото се чувствува и тука на овој среден дел кој што е убав мек материјал, но не е класична кожа. Многу интересен материјал. Меки материјали тука горе, овде имаме некој фейк карбон кој што окей, на некој му се допаѓа, на некој не. Би кажал дека повеќе ми се допаѓа вака отколку пијано пластики, бидејќи многу лесно и брзо ќе се изгреват, но материјалите се фантастично добро, особено се она што ќе очетнете, гледате дека стварно е убаво и квалитетно направено и се споредува со многу сериозни конкуренти, како да го споредите. Особено, например, рачките, нешто што ме фасцинира, ова ми е препознатливо како од Мерцедес. Квалитетот, дизајнот ми е како од Мерцедес, а тоа не е чудно бидејќи бајк е во соработка со Мерцедес и тука мора да го пофалам дека овие работи, овие контроли му се фантастични. Пластиките се одлични. Убав волан, 12,3 инчен дигитален дисплеј од инфозабавниот екран, додека пред возачот имате 10,3 инчен екран, 10,2. Интересни графики би кажал, немате нешто премногу опции за избирање во екраните, многу прост, многу едноставен систем, имате можност за CarPlay, немате Android Auto во моментов, имате поврзување преку Bluetooth, лесно, брзо се конектира, тоа мора тука да го пофалам, но од една страна ми се допаѓа што нема многу менија внатре за да заглавите, за изгубите време, од друга страна па можеби би можеле да додадат уште некои плюс работи. Мора да го пофалам што оставиле физички копчиња од клима уредот со тркалца, со копчиња, со се тука доле. Тоа е многу паметна работа, иако можете го контролирате и преку екранот горе, сепак, она што секој пат го критикуваме и го бараме, се копчињата тука, така да браво за бајк. Голема остава, кој што може да го искористите за два телефони тука доле, нема бежичен полнач, имате два USB порта, 12 волтен приклучок за струја, една убава остава за телефонот, па дури за клуч или за M-tag, зашто да користите, можете да го искористите овој дел тука. Две остави за шишиња, голем простор кај наслонот за раката, кој што длабоки можете да одите под технички наслонот односно оставата за шишиње, што стварно убав менувач тука поставен. Воланот мора го исто така да го пофалам што има убави и јасни контроли и нешто што ми се допаѓа што тука преку ова копче можете да го вклучите или исклучите целосно екранот. Тоа е многу паметна работа. Друга работа што мора да истакнеме дека имате сончев кров, немате големо панорамно стакло, тука имате сончев кров кој што можете да си го искористите, искрено е сосема доволно. Убави седишта кои што се спортски, убав квалитетен материјал, убаво ве држат цело време, удобни се самите седишта, така да за седиштава стварно немам ниту било каква приметба. На задниот дел, она што ми се допаѓа што имате убав чист простор за седење, добри седишта, добар наслон. Малку мене искрено ми фаќа главата, особено сега со капа ми фаќа малку на таванот, иако ако можете приметите има вдлабнатување тука баш кај главата ради сончевиот кров кој што напред е спуштен, но нема да дадам толкава критика, бидејќи можам да се прилагодам, да ги спуштам седиштата под
возачкото седиште или со возачкото да се прилагодам пониско погоре. Тоа е убаво, ми се допаѓа истакнатоста тука доле кај нозете на самите седишта што е малку понапред и не ви висат колениците, тоа е фантастично добро, убав детал, бейжинг тука на самите седишта, се знае кој бренд е, убави седишта и од позади за гледање. Доле имате USB порт, една остава која што можете да искористите, нема насон за раката, имате ISOFIX куки кои што се лесно достапни, истите материјали кои што ги имаше напред на вратите ги има и тука. И една критика што ми фали, искрено што ќе кажам, што немате светло на средниот дел, имате само напред. Сериозно, бар вас во Кина не ве кошта ова многу. Може ли стварно поставате едно светленце тука? И за безбедност мора да истакнам дека имате две воздушни перничиња напред и странични. Така да сега е време да почнам и да го возам и да видиме како ќе се покаже на пат. Мора да направам една исправка. Не се 10 инчи, туку технички се 7 инчен екран пред возачот. Јас го гледам со сите останати од страна, па ради тоа направив грешка. Но оно што искрено ми влеза малце во око се перформансите. 1,5 атмосферец со 77 киловати или 105 конски сили, што искрено очекував многу повеќе. Некако се навикнав од кинезиве да нудат 150 до 190, 200 конски сили со овој мотор 1,5. Но оно што мора да го истакнам дека во овој пакет Honor, највисокото ниво на опременост, кој што доаѓа со автоматски менувач CV-те, не сум фан на CV-та, тоа многу пати го имам кажувано, критикувано. Мора да го пофалам дека од CV-те менувачите во оваа категорија е еден од подобрите, еден од најтивките што ме изненади. И дополнително на сето тоа имате спортски режим, каде што можете полумануелно да менувате брзини со самиот менувач. И на таков начин, особено на автопат, го смирува моторот за помалку да бучи, или кога сакам како и сега да направам моторно кочење, можам тоа да го искористам. Така да од тој аспект мора да го пофалам. Што се однесува до конските сили, на оваа килажа некаде од тон и 600 килограми полно возило, според проспект, се сосема солидни перформанси, не се тркате со него, не е за тркање, не е за нешто по-авантуристички, по-ентузијастички, но се сосема солидни перформанси. Во одредени моменти да би сакал, не да имам потреба, но би сакал да имам малку повеќе снага за да ми биде по-леснато пристигнувањето или качување на угорнини со повеќе лица внатре и багаж. Но перформансите издржуваат атмосферец, нешто што стварно ќе трае многу повеќе, многу подолго, ќе немате никакви проблеми, помалку трошоци на сервиси, помали трошоци, помали сервиси, така да во глобала тоа е предноста, но ете критиката е околу може ли да стават малку повеќе перформанси. Околу потрошувачката ми изненади, комбинирана ми излегува некаде околу 7 литри, тие кажуваат околу 7,5, јас очигледно спуштив пониско од тоа. Има 48 литри резервар за гориво, што релативно е мал резервар, но стварно до сега изминав над 600 километри, стварно немам проблеми од тој аспект, дали ќе ми биде стресно, дали ќе имам се уште гориво или не, така да тука во тој сегмент стварно секоја част потрошувачката е солидна за овој мотор, за овие перформанси, за оваа категорија. Друга работа што мора да истакнам околу суспензијата, дека напред имаме Макферсон, додека позади имаме полунезависна, и искрено полунезависната на одредени брзини и моменти на автопат се чувствува, знае да подотскокнува или знае да почувствувате како во одредени моменти сака малку да избега, но предницата е стварно фантастична, многу убава, многу мека вожња. И кога веќе сум на страната на критиките, ќе додадам уште една критика, тоа е конкретно за бучавата од тркалата. Можеби ми фали малку поголема изолација во поглед на подкрилата, но генерално убав автомобил со добра изолација. Пак ќе кажем тивоќе со менувачот, но ајде сега
да ви кажам и неколку позитивни работи. Убаво се управува, добра контрола над воланот, добри контроли на педалите. Ќе ви треба малку време да се навикнете во поглед на кочницата, особено во град, или на газта, бидејќи некој пат знае да биде баш сензитивен при тргање или при кочење. Но, секој пат знаете што се случува со возилото, секој пат знаете како ви се насочени тркалата, убав управувачки систем, како што кажав, убав волан за држање, убава прегледност на возилата, ми се допаѓаат овие стакленца тука, што едноставно ми дават поголема прегледност, но за прегледност има особено помагаат и 4 камери со што имате 360 степени на камера на прегледност и секој пат знаете што се случува околу вас. Камерите ќе искритикувам дека имаат мал легинг, мало кочење, не е страшно, но еве тоа ќе го дадам како плюс уште една насока на што да внимавате. И друга работа која што мора да истакнам се безбедносните системи. На хард имате сериозна листа на безбедносни системи кои што да ги имате тука, можете ги користите преку неколкуте физички копчиња одоздола, дали си ги вклучите или исклучите, но немојте да мислите дека сам ќе ве задржа во лента или дека имате адаптивен темпомат и така натаму. Имате темпомат, ги имате безбедносните системи, но за да ве предупредуваат. Кој што предупредуваат пата солидно, сосема доволно, сосема окей. Keyless клуч во оваа цена секако ви доаѓа, што е супер. Нема грејење, нема ладење на седишта, тоа генерално за оваа цена во ниту еден конкурент го нема, што нема го дадам као критика. Но 18.900 евра кој ќе споредам со некои посериозни конкуренти до сега што сум ги возел, што се генерално слична цена, стварно мора го пофалам дека квалитетот на изработка внатре ме фасцинира и тоа е првата работа која што ќе ви ја кажам како предност на байк. Дополнително се седиштата, преудобни, позицијата ми е одлична. Како изгледа, исто така еден вау фактор тука се додава плюс во таа позитивна листа која ќе правите чекинг. И друга работа е секако самата опрема на што се добивате за 18.900 евра. Јас топло ќе ви препорачам, ако веќе гледате возило од овој ранг од оваа класа, да си отидете во байк, да го проверите, да го извозите, да видите за што станува збор, за да знаете точно за што станува, каква е сликата помеѓу целата конкуренција и на крајот на денот да ви биде полесно одбирањето. Така да направете subscribe, бидејќи многу ми значи вашата поддршка и секако се гледаме веќе наредна недела со ново видео. Чао!